Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, повторно критика на говорот кој го имаше господинот Ковачевски, бидејќи содржината многу сиромашна и истото се повторува. Фондот и бројот на зборови повторно се намалува. Овој пат имавте комплетно 1311 збора, каде не употребивте ништо да кажете со која цел ги назначувате и именувате и ги предлагате овде кандидатите, ама се задржавте на многу пак непотребни работи. Зошто? Заради тоа што се изнесуваат и невистини, се изнесуваат и многу некоректни работи. За пример, велите ја зацврстуваме политичката стабилност и отвараме пат за зголемена ефикасност на собранието и на институциите. Вака ли се зголемува политичката стабилност, кога денес бевме сведоци дека само 62 гласа имавте за разрешување, а исто така бевме сведоци и кога се гласаше министерот за здравство, дека еден глас помалку има од колегите од СДСМ. Зошто е тоа така? Се прашуваме и јавноста треба да се запраша, зарем тука има калкулации повторно? Зарем повторно ќе има математика? Верувам дека ме слушате и покрај слушалките што ги носите, премиере Ковачевски. Ова е таа несериозност, македонска јавност, за жал. Но, сега ќе се обраќам повеќе кон македонската јавност, бидејќи премиерот не слуша, и ќе кажам дека пазарењата продолжуваат, иако овде сме сведоци на многу неубави работи, но, ајде да продолжиме редоследно. Значи, парламентот да биде критичар, ама не кочничар. Кого да критикуваме? Оние што не слушаат, оние што немаат доблес, барем овде додека седат во собранието да го слушнат гласот на народот. Јас најмногу сакам овде да се задржам на кандидатот Агим Нухију. Тој како заменик министер за правда, предходно долго време бил дел од Министерството за внатрешни работи и сега доаѓа во Министерството за образование. Па јас сакам да ја прашам македонската јавност, бидејќи тој имал долго искуство во Министерството за внатрешни работи, и ја прашувам македонската јавност заради тоа што немаме некој да ме слушне од власта, бидејќи само физички се присутни овде, дали Нухију имал поврзаност со сузбивањето трговија со дрога во Грчец, за кој Русковска рече дека е пробиена таа акција која се случувала. Русковска тогаш тврдела дека има крд во Министерството за внатрешни работи. Дали некој сноси одговорност за ова? Не. Дали има замешаност овој кандидат кој сега се предлага во Министерството за образование со ова? Дали тој може би има замешаност, Агим Нухију, со скандалот за набавка на Шкоди? Да ве подсетам, Министерството за внатрешни работи набавило без тендер во 4 очи возила за 1 милион евра од компанија која била донатор на нивните кампањи. Дали може би Нухију имал врска со ова? Дали Нухију имал врска со случајот Рекет? Се броја Рекет 1, Рекет 2, Рекет 3. Имавме многу рекетирање и денес имаме рекетирање во државата. Дали Агим Нухију има замешано со случајот и скандалот кој се случи со Беки Расани и нападот на полицајката? Дали Агим Нухију може би реагирал кога Асани на Фејсбук пишувал Орелот во Скопје покажува кој командува во оваа држава и на кого му припаѓа оваа земја. Орелот се врати во своето гнездо во Скопската национална гордост.
Бидејќи Спасовски не реагирал на тоа, може би Нухију реагирал на тоа. Не видовме. Нема никаква заштита на националните интереси. Нема никаква заштита. И сега да веруваме дека тој ќе донесе некаков придонес во Министерството за образование? Не. Да не продолжувам понатаму. Прислушкување во јавното обвинителство. Друг број на скандали кои се случувале во времето додека тој бил заменик министер во Министерството за внатрешни работи. Може би Нухију сега ќе има способности покрај тоа што сме сведоци на сомнителното негово напредување во кариерата и добивање на одредени именувања, бидејќи и такво нешто за овој господин имаше во јавноста, со докази, но обвинителството не реагирало на сето ова, ама тоа е. Во државата такви работи се случуваат, бидејќи знаеме довербата во обвинителството и општо во судството е само 3%. Сега, јас сакам и колегите исто така да ги подсетам дека сега брзо имавме една дебата која се случуваше овде во собранието и поврзана со што сакаат младите, зошто младите бегаат од Република Македонија. Од клучните наоди кои се дадени од анализите кои се спроведени во периодот од март до декември 2022 година, од 9 причини кои се дадени, 6 имаат поврзаност со Министерството за образование. Јас сега сакам да прашам, дали верувате вие, колеги, што ќе дадете поддршка на ваков сомнителен лик кој произлегува од Министерството за внатрешни работи, преку Министерството за правда, каде паѓа довербата, дали сега овој човек ќе дозволи и ќе ги надмине проблемите кои се многу во Министерството за образование. Вели, одливот на високо квалификувана работна сила во земјата, намалување на квалитетот на услуги и производството во стратешките области и индустрии се е резултат на немање на квалитетна линија помеѓу Министерството за образование и наука и пазарот на труд. Заради погрешните политики имаме многу слободни работни места во услужната дејност. Ама погрешните образовни политики си го прават тоа. Погрешните политики кои оваа господа овде што седи од страна на власта, која е игнорантски се однесува спрема нас, не слуша, само физички се присутни овде, треба да ги менуваат тие политики. Дали потребата од реализација на образовни програми и обуки за преквалификација, со кои што ќе се одговорат на барањата на пазарот на трудот, ќе биде една цел на овој лик Нухију, кој коруптивно, криминално и се што не е лошо било поврзано со Министерството за внатрешни работи, дали тоа дава надеж? Не дава надеж. Заради тоа ние сме нација која е најнесреќна, нација која денес е главна тема, дали има леп или нема леп. И убаво колегата кажа, уште малку граѓаните да издржат без леп и ние ќе бидеме дел од Европската Унија. Многу има што да се кажува, посебно за образование, посебно за државниот испитен центар, посебно за тоа што следнава година ќе се спојуваат предмети, модернизација планираат на наставата да прават, кој дополнително ќе донесе хаос во образованието. Обуки немаат, не спроведуваат, не се започнати уште, ама криминалните ликови кои сакаат сега да ги вметнат во Министерството за образование и наука, веруваат дека ќе помогнат за целиот тој хаос да се смени. Јас, почитувани колеги, не верувам и знам дека нема да го видам тоа од страна на оваа власт која крајно игнорантски се однесува спрема народот и спрема пратениците. Ви благодарам.